Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Коси Мицковски со различен поглед на идентитетот. Identity is how we take care about our traditions, like monasteries here in North Macedonia, like Pogača, Tauče Gravče, Pinjor или Poneti Pipeti. За мене мојот идентитет не е само прекрасната македонска кујна, туку и Гоце Делчев, и Шапкарев, и Миладиновци. Лидерски состанок е у Западен Балкан во Скопје за реформската агенда. Само 40% од младите ја доживуваат Европската унија позитивно, речиси половина не веруваат дека Македонија некогаш ќе стане членка на унијата. Одлуката за случајот Пулс заглави во транспортот, МВР потврди дека ја одземале лиценцата на Агенцијата за обезбедување. Два онколошки лекови на позитивната листа, најави за проширување и за антикоагулантна терапија. Километарски колонии на плюс 40, гужвите на Богородица и ова лето станаа секојдневие. МВР најавува отворање на нови ленти за да го намали чекањето. Екстремни временски услови низ Европа, црвена тревога во повеќе држави. Овие вести во живо со деталите од лидерскиот состанок е у Западен Балкан кој се одржува во Скопје. Останете со нас. Лидерски состанок на ЕУ и Западен Балкан се одржува во Скопје со главен фокус на реформската агенда, но некако прашањата за идентитетот и европската иднина на Македонија беа во фокусот на пресконференцијата на еврокомесарката Марта Коси и премиерот Христијан Мицковски. Состанокот го следи колешката Ивана Соколович Најдова, ја имаме во живо во овие вести. Ивана, идентитетот некако се најде во фокусот на денешната пресконференција. Мицковски и Кос се согласија дека тој се носи во себе, но има различен поглед во однос на тоа што се е дел од идентитетот. Како изгледаш? Да, Иван, на денешниот самит на лидерите на кој што присуствуваше и Европската унија представена од еврокомесарката Марта Кос, меѓутоа лидерите од регионот и како домаќин на премиерот Христијан Мицковски овде во Скопје заврши со заклучоците околу реформите и процесот на интеграција на секој од земјите. Меѓутоа, она што беше во фокусот на пресконференцијата по завршувањето на состанокот е тоа како Брисел гледа на тоа што представува идентитетот, но каква е ставот на Македонија за тоа што значи колку е важно да се почитува и гарантира македонскиот идентитет. За еврокомесарката за проширување Марта Кос на прашање поставено дали Брисел има некаква гаранција дека може да се заштити македонскиот идентитет, особено по интензивирањето на она дебата во Европскиот парламент и гласањето за извештајот, вели дека треба да се почитува идентитетот и дека тој не треба да биде предмет на политички одлуки, споредувајќи го македонскиот идентитет со бројните манастири, кујната и традицијата македонските носи како нешто кое што го отсликува целокупниот македонски идентитет. Меѓутоа, она што беше во фокусот на изјавата на премиерот Мицковски, тој возврати дека за него и за македонците, македонскиот идентитет не е само гастрономијата и македонската кујна и традицијата, туку тоа е историјата, тоа се историските настани и личностите. Еве како изгледаше овој дел од пресконференцијата. Identity can never be, in my opinion, a question of political decisions. Identity is something we carry in our soul and in our hearts. Identity is how we feel about our own country. Identity is how we take care about our traditions, like monasteries here in North Macedonia, like Pogača, Tauče Gravče, Pinjor ili Poneti Pipeti ili punjene paprike, how we would say in Slovenia. It is how we look on the traditional dresses. It is what kind of relation we have to the elderly people in the country. It is what kind of relation we have to preserving our language. And this is somebody which nobody can take from Macedonians. За мене мојот
идентитет не е само прекрасната македонска кујна, туку е и Гоце Делчев, и Шапкарев, и Миладиновци, и Линденското востание, и Дамјан Груев, и Јане Сандански, и така натаму, и така натаму. Не знам дали ќе го споделат истото мислење колегите од Исток, но тоа се луѓето кои што се дел од нашиот идентитет, македонски идентитет. Да, ова изјава на комесарката Кос дефинитивно го одбележа денешниот настан. Ивана, и Филипче имаше денешка средба со комесарката Кос. Како тој гледа на целиот овој процес? Да, Ива, на маргините на денешната лидерска средба, Марта Кос си на нама се и со опозицијскиот лидер Венко Филипче. Тој по средбата порача дека имал конструктивна средба и разговори со еврокомесарката за проширување, велејќи дека и на него му е пренесена пораката дека уставните измени и реформите се неопходни за продолжување на македонските интеграции. Тој вели дека сега не е време за политички калкулации и дневни политички поени, затоа повика на национално обединување, односно да се договори кои ќе бидат националните интереси според него за да се продолжи европскиот пат на земјата. Побарав поддршка од еврокомесарката и од неа лично и од сите европски институции да се откочи нашиот евроинтегративен пат и сакам да порачам дека ова не е време ниту за калкулации, ниту за тесно и ситно партиски интереси. Ова е време во кое што секоја една партија треба да даде се од себе, да продолжиме по патот на евроинтеграција, да се отворат поглавијата, повикувам да седнеме заедно, да точно дефинираме кој е начинот на кој што сите политички чинители ќе соработуваат со цел да земјата тргне напред. Како што реков на почетокот, фокусот на состанокот беше реформската агенда. До каде сме ние со реформите и како се врзани тие со финансиската помош од Брисел? Да, Иван, фокусот на денешниот самит или состанок на лидерите од регионот беше токму планот за раст и реформската агенда. Земјите од Западен Балкан денеска добија пофалби од еврокомесарката Кос, велејќи дека 75% од зададените реформи кои што требаше да бидат направени се завршени, а останува уште 1/4 да бидат целосно завршени, а тоа е врзано пак и со исплатата на финансиската поддршка која што Брисел ја дава за земјите од Западен Балкан. Беше истакнато дека Македонија како земја која што заврши прва со најголем дел од реформите и прва доби пари од предфинансирањето, напредува добро, но и беше испратена пораката дека земјите морат да работат заеднички и дека има забележително голем напредок во однос на реформската агенда. Како што споменав, овие средства се врзани, односно ако не се спроведат целосно реформите до оној крај до 2027 како дел од планот за раст и реформската агенда, парите повторно ќе бидат вратени во Европската унија. Следниот самит кој што ќе биде закажан на есен, практично ќе биде во Албанија и до тогаш се очекуваат голем број на реформи да бидат завршени. Еве го овој дел од изјавите. Овој самит за планот за раст за прв пат се однесува на имплементацијата. Со гордост можеме да ги прикажеме првите резултати. 75% од договорените реформи општо за сите држави се или спроведени или се во тек, меѓутоа 1/4 се уште не се реализираат и ги поттикнувам лидерите да го интензивираат ангажирањето околу на тамошната имплементација. За нас овој план не е формалност. Тоа е алатка преку која ќе ја трансформираме земјата. Ќе ги модернизираме јавните услуги, унапредиме образованието, ќе инвестираме во енергетска и дигитална инфраструктура. Ќе ја направиме татковината вистински европски дома, пред да стане формално дел од ЕУ. Но исто така сакам да бидам јасен дека нашите чекори по европскиот пат се со отворено срце и разум, со прифаќање на европските вредности. Меѓутоа се противиме на уцените кои не се дел од тие вредности. Да, ова беа изјавите во однос на планот за раст и спроведувањето на реформите. Како што кажав, земјите од Западен Балкан имаат рок до наесен, односно до следниот состанок на лидерите да бидат завршени голем дел од реформите за повторна исплата на предвидените средства. Иван? Ивана Соколовиќ, најдобро благодарам за овие информации.
Загрижувачки податоци открива онлайн анкетата на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи. Само 40% од младите имаат позитивно мислење за Европската Унија, а речиси половина мислат дека никогаш нема да станеме дел од Унијата. Најголем проблем или кочница за европските интеграции според младите е корупцијата. Габриела Лескова ги има деталите. Младите се скептични дека Македонија ќе стане дел од европското семејство. Истражувањето на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи покажува дека кај скоро половина од испитаниците владее скептицизам дека државата ќе стане дел од ЕУ, во споредба со ниски 35% од испитаниците кои веруваат дека евроинтеграцијата ќе стане реалност. За разлика од властите кои на пиедесталот го ставаат спорот со Бугарија како кочница за отпочнување на преговорите, за младите главна пречка на евроинтегративниот пат е корупцијата во државата. Дури 84,6% од испитаниците ја избрале оваа опција. Билатералните спорови ги реагираат како втора најсилна пречка за отпочнување на преговорите, а веднаш зад нив ниската доверба во институциите. Ни покажува дефинитивно дека прво младите се информирани, дека младите се за членство на земјата на Македонија во Европската Унија и ни покажува дека има сериозен простор да се работи заедно со младите луѓе на подобрување на ваквата ситуација. Сепак би нагласил дека младите се добро информирани, покажуваат желба да бидат вклучени и бараат пристап од националните институции во земјите членки, меѓутоа и од европските институции. Значи потребна е една сопфатна, голема платформа каде што ќе се даде шанса да бидат вклучени сите млади луѓе и да се донесат европските вредности дома во земјите членки, во секоја земјите членки. Можности за работа и живот. Овие се двете теми кои најмногу ги интересираат младите кога ќе се спомене Европската Унија. На второто место се програмите за образование и млади како Erasmus+, зашто се изјасниле 55%. Третото место го заземаат темите поврзани со заштитата на човековите права. Младински интерес за ЕУ будат темите за заштита на животната средина, дигитализацијата и културната размена. Политичарите треба да се прилагодат на младите, да се прилагодат на нивните потреби, да разберат дека младите бараат стандарди, а не политика, односно гола политика, бараат политики за добар живот и квалитет на живот. И ако така поставиме работата, ќе разбереме дека улога на политичарите е да ги слушаат младите луѓе, да ги слушаат луѓето генерално, а не како досега да се обидуваат да наметнат само став како треба да размислуваат луѓето. Само ниски 8% од младите испитаници веруваат дека Македонија ќе влезе во Европската Унија во следните 5 години. Повеќето веруваат дека Албанија, Црна и Србија се првите 3 држави од Западен Балкан кои ќе станат дел од европското семејство. Истражувањето се реализира во рамки на соработката меѓу Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи, Европскиот центар за извонредност и Германската фондација за слобода Фридрих Науман, а во соработка со Македонската младинска платформа Студентарија. Анкетирани биле 1000 млади, најголемиот дел студенти на додипломски и постдипломски студии. Габриела Лескова, Сител телевизија. Што направи државата за исполнување на реформската агенда? Ќе ја искористиме ли можноста од Брисел за европската иднина и идентитетските прашања? Какви се очекувањата од гласањето на извештајот во Европскиот парламент? Во тема на денот со министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Одлуката на Врховен со која Скопскиот кривичен суд ја доби надлежноста да го води судскиот процес за пожарот во дискотеката Пулс заглави во транспортот. Денеска стигнала до судот во Кочани, но оттаму ќе треба да ја вратат во кривичен во Скопје за да се оцени обвинението, да се определи судија и да се закаже судско рочиште. Додека се чека на процедурите од Министерството за внатрешни работи потврдија дека веќе одземале лиценцата на агенцијата за обезбедување која работеше во објектот. Обвинението против 34 лица за трагедијата во Пулс се уште нема оценка од судот. По 2,5 недели откако јавното обвинителство го достави до судот во Кочани, таму денеска предметот е повторно вратен. Изминатите денови прво патуваше до апелациониот суд во Штип, кој реши дека нема услови да се суди во тоа подрачје, па го испрати до Скопје во Врховниот суд. Тој минатата недела одлучи надлежност да добие Скопскиот кривичен суд, но обвинението повторно патува низ сите судови. Денеска пристигнало во Штипска апелација. Веднаш било пратено до Кочанскиот суд, кој ќе треба да го испрати до кривичниот во Скопје. Оттаму велат дека штом го добијат, предметот ќе биде распределен на оцена согласно компјутерскиот систем. Прво ќе се чекаат приговори од обвинетите,
Потоа ќе следи оценката и закажување на првото судско рочиште. Според информации на Сител, обвинението содржи обемен доказан материјал, бројни документи, но и многу снимки. 34-цата обвинети се гонат за тешки дела против општата сигурност. Ти им се суди на 2 министри, 3 градоначалници, директори на Дирекцијата за заштита и спасување, собственикот на дискотеката вработени во Министерството за економија. Одговорност се бара и од Агенцијата за обезбедување, за која министерот за внатрешни денеска изјави дека лиценцата за работа е веќе одземена. Министерството за внатрешни работи ќе ги превземе сите потребни действија, се со цел да секој едно правно лице кое што работело незаконски ги трпи соодветните санкции согласно закон. Еве ме информираат моите соработници дека лиценцата е одземена. За трагедијата во која загинаа 63 млади, истрага се води и против 29 полициски службеници. За нив обвинителството прибира докази заради сомнеж дека издавале согласности за работа на дискотеката, иако таа не ги исполнувала условите за безбедност во сообраќајот и заштита на јавниот ред и мир. Зоран Јаневски, Сител телевизија. 3 автобуси и едно комбе на приватна фирма изгореле во пожар кој што се случил 2 часа по полноќ на плац лоциран на патниот правец од Кочани кон Виница. Според неофицијалните информации, пожарот бил подметнат, но истрагата најавува детални информации од како ќе завршат сувидот. На плац во населбата Оризари, во непосредна близина на бензинска пумпа, изгореа 3 автобуси и едно комбе, кои биле во собственост на приватна фирма. Нема официјални информации за причините кои довеле до пожарот, ниту за висината на материјалната штета. Брзата интервенција на Кочанската противпожарна служба спречила пламените јазици да се рашират и да предизвикаат посериозни последици. Пожарот се случил ноќеска. Во 2 часот и 30 минути во СВР Штип е пријавено дека кај бензинската пумпа во населба Оризари Кочанско се опожарени 3 автобуси и едно комбе, собственост на приватна фирма. Пожарот е изгаснат од страна на територијалната противпожарна единица Кочани. Повредени лица нема, информираат од СВР Штип. По извршениот увид ќе се знаат и причините за пожарот. Неофицијално се шпекулира дека пожарот е подметнат, а во борбата со пламените јазици, пожарникарите успеале да спасат само еден од 4 автобуси кои биле паркирани на плацот. За Сител, Трајан Ристовски. Километарски колони на граничните премини. Најлоша е состојбата на Богородица, како и секое лето. Видеокамерите и денеска на Пладне регистрираа голем застој. Од Министерството за внатрешни работи најавуваат дека ќе го зголемат капацитетот на работа и уште ова лето ќе отворат дополнителни 2 ленти за патници. Промени во граничното управување ќе има и на другите гранични премини. Вака точно на Пладне денеска изгледаше сликата на граничниот премин Богородица и на плюс 40 степени километарски колони за влез во Грција. Чекањето со часови на границата со јужниот сосед стана речиси неизбежно во летната сезона, кога илјадници граѓани тргнуваат кон грчките плажи. За да се намала долгите колони, МВР најави отворање на 2 дополнителни ленти за излез од Македонија, како и една за влез на товарни возила. Новите мерки треба да профункционираат токму во најголемиот летен метеж, а како подолгорочно решение се разгледува можноста товарниот сообраќај целосно да се одвои од патничкиот. И како сме фокусирани на создавање на уште еден дополнителен дел, нешто слично на граничниот премин кој што го имаат грците, посебен за товарен сообраќај. Значи размислуваме во насока да товарниот сообраќај го трнеме во целост од моменталниот начин на функционирање на граничниот премин Богородица, така што цениме дека со таков начин на имплементација и како ќе го олесниме транзитирањето не само на патничкиот сообраќај, туку и на товарниот сообраќај. Освен мерките на Богородица, се работи на пошироко леснување на граничните премини преку воведување на така наречениот One-Stop Shop систем. Веќе е пуштен во функција на 2 гранични премини со Косово, Блаце и Јажинце, каде што патниците поминуваат со една заедничка контрола наместо 2 одделни. До крајот на неделава ваков модел се очекува да профункционира и со Србија. Во тек се интензивни преговори со Албанија за воспоставување на истиот систем на 2 заеднички гранични премини. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
Фондот за здравствено осигурување донесе одлука 2 онколошки таблетарни лекови да се најдат на позитивната листа на барање на клиниката и пациентите. Според најавите, лековите кои досега ги добивале само на клиника ќе бидат достапни за пациентите во аптека до крајот на месецот. Од ФЗО најавуваат проширување на позитивната листа и за антикоагулантна терапија. Со партиципација од 50 на денари, околу 2500 пациенти со рак на дојка ќе ја земаат таблетарната терапија во местото на живење. Фондот за здравствено осигурување вклучи 2 онколошки лека на примарната позитивна листа, но ќе бидат достапни во аптеките до крајот на месецот. Сдруженијето Хема Онко ова го бараше веќе подолг период, поради малтретирањето на болни да патуваат стотици километри до онкологија за да ја земат терапијата. Одлуката е во интереси на клиниката за растеретување на гужвите. Само во 2020 има над 11.000 прегледи врз основа на издавање новија 2 лека. Значи, овие 2400-2500 пациенти 11.000 пати се појавиле во клиниката за онкологија и се создава тесно грlo на најмалку 5 места во болницата. Тоа што ќе стига кај пациентите е само партиципацијата, која во зависност од цената на лекот нема да изнесува повеќе од 50 до 100 денари по пакување. За овие онколошки лекови немало потреба од големо пребарување за побарувачката, бидејќи е достапен само на онкологија. За најавите од пред неколку месеци дека на позитивната листа ќе се најде и терапија која спречува згручување на крвта. Од фондот со уверување дека и тоа ќе биде во текот на летото, но прво да анализираат колку пациенти ја користат. Употребата е многу поголема и ни беше потребно време да обезбедиме информации кои се количините кои во моментот се употребуваат во Македонија, дополнително на рефундациите што ги правиме за клексаните. Од фондот со уверување дека на онкологија нема недостаток на терапија како што се ширеле информации. Недостасуваат 2 генерички лека што ги немало кај дистрибутерите, но за нив имало замена. Сања Димитровска, Сител телевизија. Буџетскиот дефицит останува непроменет, а проектираниот раст е амбициозен. Ова е ставот на Finance Think по направената анализа на ребалансот на буџетот. Од утре ребалансот влегува во собраниска процедура, но според официјално објавените информации има над 200 амандмани. Раст на платите во образование, здравство, МВР, но и во администрацијата. Раст на пензиите и на ставката стоки и услуги во која влегуваат и привремените вработувања со ребаланс на буџетот кој владата го испрати до собранието. Институтот за економски истражувања и политики Finance Think го анализираше предложениот ребаланс. Буџетскиот дефицит нема да се зголеми иако се зголемуваат расходите. Тоа според институтот се должи на растот на неданочни приходи во државниот буџет, главно поради успешната работа на Народната банка. Но овие пари ќе се трошат на плати и пензии, што според Finance Think би можело дополнително да ги зголеми цените во маркетите. Сите вкупни 3 ставки представуваат сериозен притисок врз вкупната стапка на инфлацијата, односно врз притисок врз ценовното ниво, каде што и покрај моменталната рестриктивна политика и на монетарната политика и во делот на замрзнување на маржите, сепак забележуваме една упорност на цените која што постои главно затоа што имаме притисок во вкупниот дел на агрегатната побарувачка, а главно е притисокот преку овие ставки. Иако за сега не е познато дали пензионерите од септември ќе го добијат само законското покачување или тоа ќе биде линеарно како што се случи во минатите 2 пресеци, првата финансиерка со ребалансот предвидува раст на трансферите кон ПИОМ за околу 50 милиони евра. Доколку властите одлучат повторно да ги зголемат пензиите линеарно, како што тоа го сторија минатиот септември и овој март, Finance Think предупредува дека можни се негативни ефекти врз економијата. Сето вкупно такво отстапување има 2 ризици. Првиот ризик е по вкупната фискална консолидација, односно тоа значи дека буџетскиот дефицит нема да се намалува со темпо со кој што се очекува, нема брзо да стигнеме до оние посакувани 3% од бруто домашен производ, а вториот ризик е ризикот од стабилноста и самоодржливоста на пензискиот систем и дефицитот кој што потенцијално ќе се креира во пензискиот систем, кој што пак се надополнува преку вкупниот буџет. Првичните анализи за проекциите на владата за раст на економијата од 3,7% се добри, но капиталните инвестиции се тие кои треба да бидат моторот на економскиот раст.
Дополнително, влијание врз тоа ќе имаат и економиите на најголемите трговски партнери на земјата како Германија. Институтот е малку поскромен од владата и предвидува дека економскиот раст на крајот на годината ќе биде околу 3,5%. Расправата за ребалансот на буџетот во собранието почнува утре, а поднесени се околу 200 амандмани. Даниел Василев, Сител телевизија. Банките ги разгледуваат тарифите за можноста за намалување на провизиите на одредени услуги по барањето што го упати минатата недела гувернерот на Народната банка во Македонската банкарска асоциација. Председателката на МБА, Маја Стефкова-Штериева, вели дека тоа е индивидуална одлука на банките, но повика да се исполни и ветувањето од Народната банка за намалување на надоместоци што банките ги плаќаат за користење на услугите во македонскиот интербанкарски платен систем. Сите опции ќе бидат разгледани, банките веќе почнаа да си ги разгледуваат тарифите, тоа што го даде гувернерот, но како што и нагласив и тогаш, тоа е индивидуална одлука на секоја банка, односно на органите на управување на банката. Пред се треба да ги погледнеме тарифите, таму беше ветено и од Народната банка дека на долговниот промет на страната на трансакциите поврзани со МИПС ќе има ослободување од таа трансакција. Тоа се покомплексни пресметки за едното и за другото, така да во соодветно време ќе реагираат, очекувам. Дали учениците и од септември ќе останат без учебници по странски јазици? Нема резултати од повикот кој завршил во април, а дистрибутерите кои учествувале во постапката се сомневаат во процесот. Од Министерството за образование и наука тврдат дека постапката се спроведува согласно закон. Од идната учебна година, според најавите од МОН, нема да има повеќе печатени свидетелства. Се уште е неизвестно дали од следната учебна година ќе бидат испечатени учебници по англиски јазик за основно. Резултатите од повикот на МОН кој траеше од 23 март до 28 април се уште не се објавени. На ова реагира неколку дистрибутери на британски издавачки куки кои се сомневаат во начинот на кој е спроведен повикот, на кој се бараат понуди за учебници по англиски, германски, француски, италијански и руски јазик. Изминатите 3 години не се правеше набавка, а учениците учеа од стари учебници или од интернет материјали. Министерката ги повика засегнатите да ги почекаат резултатите, а потоа доколку има незадоволни да реагираат институционално. Педагошката служба има директор. Јас како министер во овој момент ниту сакам, ниту имам право да се вмешам во овој процес. По закон, како што е законот, така носам одговорна за спроведување на процедурата. Како што е по закон побарано, така се постапува во Министерството. Таква информација имам од директорот на педагошката служба и верувам дека тука нема никаква дилема, дека е постапено по закон. Сите што мислат дека има некаков прекршок или за што и друго да се сомневаат, има институции во државата, слободно нека се обратат до институциите. Од следната година Јаневска најави целосно дигитализирање на оценките со свидетелства во електронска форма. При упис во средни на факултет, образовните установи ќе ги повлекуваат свидетелствата по електронски пат. Исклучок ќе бидат оние средношколци кои ќе го продолжат високото образование надвор од државата. И оваа година едневникот бил подготвен. Руралните средини не биле доволно обезбедени со интернет и компјутери, предизвик со кој МОН ќе се справува во следниот период. Миријана Давидовска, Сител телевизија. По продолжение